Добро, еве денеска имавме прекрасна можност да ја представиме изборната програма пред лицата со посебни потреби во општина Струмица, поделено во две групи. Прво, заради спецификата на потребите, имавме средба со Сдруженијето на лица за глуви и наглуви, каде што дефиниравме идни нивни потреби, ја представивме изборната програма, која што навистина е вклучена од нивните сугестии од состаноците кои што порано ги имаме одржувано. Задоволството се надевам дека медиумите го фатија, е навистина одлично. Она соработка која што досега сме ја имале со оваа здружение, навистина за мене представува гордост, уникатен случај во Република Македонија и оваа здружение на глуви и наглуви е едно од најнадежните, најуспешните и по позитивно зборувано во Република Македонија. Сега во Домот на армијата имавме со останатите здруженија, меѓу кои е Здруженијето на лица со телесен инвалидитет, Здруженијето на слепи, дистрофија, децата со посебни потреби порака, децата со церебрална парализа и нивните родители. Така да имавме можност и пред нив да ја представиме изборната програма, да ги воочат и видат сите оние сугестии кои што тие ги имаат дадено и се веќе вклучени во она што ќе се случува во наредниот 4-годишен период. Можем да констатирам дека општина Струмица предначи пред сите општини во Република Македонија во делот на соработката, во делот на исполнувањето на очекувањата и барањата. Ние сме една од ретките општини кои што ги има насекаде изградено пристапните рампи, имаме лифтови поставено за самите лица со хендикеп, имаме обезбедено дневни клубови, дневни центри, каде што тие работат и дружат. Имаме финансиски секоја година одлични средства за нивно помагање и функционирање, но имаме и лични трансфери кон нивните членови за секојдневни потреби. Денеска со мене беа и председателот на Советот, кој што сега е исто така носител на советничката листа, кој што е целосно во тек со сите овие проблеми, а исто така и Петар Божинов, кој што не е независен кандидат на нашата советничка листа, каде што и досега, а и во иднина, ќе има задача да работи посебно со невладиниот сектор, со неопределениот политички сектор од секој аспект, а посебно една од овие целни групи се таквите здруженија, граѓаните кои што имаат навистина посебни потреби од било кој карактер во нашето општество. Она кој што заеднички го заклучивме во иднина е тоа дека продолжуваме да се гордееме со сето тоа што заедно ние го работиме и продолжуваме да предначиме пред сите други општини во реализација на очекувањата на лицата во целосно нивно инклузивно делување во општеството до конечната цел приближна рамноправност и еднаквост со граѓаните кои што немаат вакви посебни потреби.